Преполовени и оштетени од кризата со корона пандемијата, занаетчиите од Охрид велат покачувањето на цената на струјата ќе биде последен удар за нив, кој трајно ќе им стави клуч на врата на работилниците кои онака се преполовени. Загубите се огромни, се осеќаат. Голем дел од занаетчиските дуќани се затварат, мал е бројот на оние кои покажуваат интерес да отворат нов занаетчиски дуќан. Во целост ситуацијата кај занаетчиите лоша. Дуќан кој дуќан, земите било кој дуќан во трговски центар по чашија, освен електричната енергија нема никакви услови. Евентуално, не знам, плинот, ама плинот не е некој решение за затоплување во зимските денови. По целост сите занаетчи се на струја и апаратите кои ги користат, да речеме фризерките, фенот им, не знам, било шо, све на струја, така струјата доста повлекува. Представува терет во самата работа на занаетчите. Испратиле барање до владата да бидат опфатени во посебна тарифа. Јас како и подпредседател на Републичката комора до владата поднесувавме барања за занаетчиите да бидат опфатени во посебна тарифа за наплата на електричната енергија, затоа што и онака електричната енергија за нас беше скапа. Ова енергетска криза се покажа своето, најавуваат наново голем бран на поскапување на електричната енергија, каде што ќе бидат уфатени занаетчиите, значи уште еден поголем товар за ними, уште полоши услови за работа и поголеми шанси за затварање на поголем број занаетчиски дуќани. Инаку се помал интересот за изучување занает и се помал бројот на занаетчиски дуќани низ Охридската чаршија. Се уште подобро екзистираат фризерниците и козметичките салони, но и нивниот број одамна е драстично намален.